Земјоделците од Лозово ги сумираат штетите од невремето што викендов ја зафати државата. Градот со големина на тениско топче речиси 70% ги уништи лозовите насади и овошјето. Помали штети има кај житарките. Некои делови се 70% оштетени. Некои делови се со 30, некои 40. Значи не можеме да кажеме каде колку е штета направена. Житарици имам на 2,5 хектара, но таа е малку во поблага фаза, уште не е во потполна зрелост, така да тука може нешто ќе се спаси. Уништени се соларни системи, пластеници, автомобили, а под вода и дел од покукнината на семејството Сребреновски од село Дурфулија. Градот им е уништил кровната конструкција, па сега бараат помош од општината. Синоќе градокот заврна меќавата, се провали таблите, протече, се височи, куња, тепици, шпуриња, се лом изнесов друга соба. Што не може да изнесам, остана. И тоа, и се поплавено. Имаме некој фонд тамо со неколку у програмите и се надеваме дека барем на тие што се ранливите фамилии ќе излеземе од сусрет. Засега е неизвестно колку хектари се погодени од невремето. Утринава на вонредна седница, Советот на Лозово формираше тимови кои на терен ќе треба да ги утврдат штетите. Бидејќи општината нема доволно средства за да ги обештети земјоделците, помош ќе бараат од владата. Тоа го донесовме како одлука, како заклучок на Совет да побараме од државата, односно од министерот за земјоделие и од премиерот да свикаат вонредна седница на која ќе се дискутира и ние ќе можеме да ги елаборираме проблемите, односно настанатите штети и да побараме од државата да ги обештети. Попладнева обиколка во Лозово направи и министерот за земјоделие. Силното невреме што викендов ја зафати земјата предизвика сериозни штети во Охридско-Струшкиот регион, Тетовско, Кумановско и Струмичко. Поројните дождови поплавија улици, подруми, куќи, а уништија и дел од земјоделските посеви.